Велат, кога Господ го создал рајот, заборавил да го земе доеран. Го оставил на земјата, за да не подсетува на Царството Небесно. А дали Царството Небесно се заслужува на сила? Тешко, Бога ми. Зошто тогаш сите светски војски ги кршеа копијата токму онде, во Дојран? Го договорија фронтот, ги иселија дојранчани, го разрушија Дојран до темел, ја поделија Македонија токму онде, на Беласица. Велат, историјата се повторува, но како фарса. По падот на Самуиловото царство, Дојран потпаѓа под византиска власт, за разлика од другите македонски области кои припаѓаат на Охридската архиепископија. Дојран потпаѓа под Цариградската патриаршија. Овој храм, посветен на Свети Илија, изграден во 1848 година, свети како светилник низ времето. Ако сакате нешто повеќе да дознаете за овој соборен храм, посетете го манастирот Света Марија и Магдалена. Инаку, манастирот е еден од 7 живи манастири во Струмичката епархија. Прасијас, некогашна населба на пајонците, 479 година пред наша ера, кои живееле во наколни живеалишта наречени Тера Маре и уште тогаш ловеле риба на специфичен начин. Потоа Добер, Тауријан, Полин, а денес Дојран, кој се споменува уште во 17 век кај патеписецот Евлија Челебија. Денешен Дојран е прекрасно место за одмор и рекреација, со својата медитеранска клима, лековита кал, алги кои испуштаат јод и ви создаваат чувство како да сте на море. Од дојранската лековита кал слепи прогледуваат, сакати проодуваат, мртви оживуваат. А ако ви падне шеќерот меѓу две капења, препорачувам раванија со сладко од смок. Но се во ова после ручекот, а за ручек дојрански крап на трска. Оваа моја чудесна земја.